Можната појава на слана по обилните врнежи од дожд и најавата за температури под нулата се сериозна закана за ајварската пиперка, што е се уште необрана, но и за доматите, јаболката, тутунот, велат земјоделците. За жал, ќе имаме негативни штетни последици во градинарското производство, посебно на отворено, и во дел во лозарството, исто така и во овштарството. Каква е последицата од сланата врз овошјето и зеленчукот? Еве се најават и нови врнежи, па ќе видиме во наредниот период како ќе се одвиват. Сега постои и веројатност од утрески мразови, как барем според последните најави, што уште може да ги влоши овој состојби, така да и тоа сигурно ќе се одрази врз снабденоста на пазарите на зелено со зеленчук и овошје. Во меѓувреме, синоптичарите потврдуваат, во отделни делови од земјата е можна појава на температури под нулата. Во текот на ноќта ќе имаме разведрување, така што на некои места ќе температурите ќе се спуштат под нула, првенствено во Осоговско-Малишевскиот регион, каде што ќе се спуштат до минус 3 степени, во останатите подрачја пониски температури од нула не се очекуваат. Единствено, добре дојдени се врнежите за есенската сеидба, кои на земјоделците ќе им овозможат подобро да ги изораат нивите по долготрајната суша.